Просветни работници од повеќе општини низ земјава обвинуваат на неосновани откази во градинките и училиштата. На состанокот со самостојниот синдикат се пожалија дека иако ги исполнувале сите услови, договорите за работа не им биле продолжени. Јавно беше кажано договорите кои беа продолжени до 28.2 ќе се трансформираат од определено на неопределено време. Дојдовме до ситуација да бидеме извисени и покрај тоа што капацитетот на вработените е многу мал. Првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, го повика Министерството да ги испита случувањата, а на неговите синдикалци им понуди бесплатна правна помош. Ние како Синдикат за образование, наука и култура жестоко реагираме на ваквите состојби во дејностите кои што ние ги покриваме и апелираме до надлежните кои што ги предизвикуваат овие проблеми подитно да најдат соодветни решенија, се разбира во рамките на законот, за надминување на ваквата состојба. Претходно, професорите од наставничкиот пленум го обвинија синдикатот за лажно херојство. Велат дека токму СОНК одиграл клучна улога во создавањето на овој системски проблем. Повторна манипулација од страна на синдикалната организација, бидејќи во периодот 2015 година септември, кога беа одземени правата на неподобните наставници, а донесени како замена партиски своји послушници, во тој период СОНК фактички не заузема позиција на заштита. И СОНК и наставничкиот пленум се дел од работната група за реформи на Министерството за образование. По заедничкиот состанок од Министерството најавија дека проблемот ќе се решава преку давање согласности за трајно вработување.